Охридски и Македонски, заедно со Светиот Архиерейски синод и повод, великденските празнувања испраќа мир и благослов од Бога до сите нас. Возлюбени празниколюбци, собрани, соединети со вера, во воскреснатиот Господ, денес го славиме најголемиот настан во историјата, Христовата победа над смртта. На овој празник над празниците, во овој ден, на неозадната светлина, кога исчезнуваат сите граници меѓу земјата и небесното, откако поклонички и смирено го изодивме патот на благословениот великденски пост, еве радосно ја празнуваме победата на животот, исправени во стамена послушност на Божите заповеди и втурнати во несогледливите и неискажливите длабочини на Божите тајни. Денес повторно го осознаваме искупителниот дар на неизмерната Божја љубов, на вистинскиот и неменлив живот на кој Бог не приведе од небитие, благоизливувајќи додека да сопостоиме со Него. Светата црква учи дека Христовото искупително дело за спасението на човечкиот род потполно и конечно се оствари преку неговото тривдневно воскресение. Се што беше пророкувано и очекувано во Стариот Завет, кога се исполни времето, се оствари во неговата личност и во неговото дело. Господ се воплоти, доброволно се расна, се предаде на страдањата и смртта и воскресна во слава и величие. Затоа со кој јазик да го искажеме и со кои зборови да го опишеме нашето благодарно ликување, со какви стихови долично да испееме највеличествената химна на Христовото воскресение, исправени во созерцание пред адскиот мрак кој се заканува да не погуби, а восхитени од Христовото славно воскресение го слушаме одекнувањето во нас на божествениот глас кој повикува: врви по мене. Оттаму на овој празник обилно се излева неискажлива радост, та на почетокот од воскресната богослужба среде ноќта пееме: придете, примете светлина од неозадливата светлина и прославете го Христа кој воскресна од мртвите. Возлюбени чеда во Господа, чудесната вест објавена од ангелот во тишината на празниот гроб дека Христос воскреснал до денешен ден допира до сето создание и постојано донесува нова радост и нови надежди. А Бог, како бесконечен и совршен, немаше потреба од воплотувањето. Победата на смртта со смрт тој не ја извојувал заради себе, туку за да им дарува живот на оние во гробовите и да ги ослободи заробените од смртта. Па Господ Христос ја поднесе жртвата не за себе си, туку за нас да не украси со венецот на победата и на животот. Бог го создаде светот добар и за добро, и тој не почива во зло самиот по себе. Оддалеченоста на човекот од Бога е она што чини да се раѓа злото во светот. Затоа историјата на човештвото изобилува со војни и зла, со освојувања и прогонства, со страдања, неправди и несреќи. Но најважните војни и битки се оние кои што човекот ги води со себе си, преку личното покаяние и враќањето кон Бога. Оттаму, ако човекот успее да извојува победа врз самиот себе си, врз својата падната природа, тоа ќе значи дека ја добил и најважната битка во животот. Спасителот, Господ Исус Христос, го победил злото на крстот
а оние кои што веруваат ја наследуваат таа победа, сораснувајќи се со него. Подвижничкото чување на Божјите заповеди значи човекот да се уподоби на Бога. За како што вели светиот апостол Павле, да го познаам него и силата на неговото воскресение и учеството во неговите страдања, сообразувајќи се со неговата смрт, та некако да го достигнам воскресението на мртвите. Возјубени во Христа воскреснатиот, нема воскресение без распетие, како што нема ниту вистинска радост на која не и преходеле горчливи солзи. Овогодишниот Великден го доживуваме поразлично од досега. Имено во текот на овогодишниот предвеликденски период пострада 60 наши чеда, а повеќе од 200 беа повредени во страшниот пожар во Кочани. Трагедијата за кусе време, како ретко кога, го сплоти во тага и во молитви сиот наш народ, но и сите оние кои што сочувствуваа со нас. Истовремено, кочанското страдање на најсуров начин повторно не соочи со немилосрдната стварност на смртта. Во молитвеното испраќање на овие млади луѓе и во привремената разделба со нив, ништо друго не можеше да ни даде сила и утеха, освен простувањето од нив со бодра надеж во воскресението. Затоа годишнава великденска светлина ја очекуваме и ја дочекуваме со уште поголема духовна усрдност. И во овој миг да се подсетиме и на оние кои што го жртвуваа и собствениот живот за да спасат што повеќе други животи. Во нив силно заблеска евангелската порака на љубовта кон ближните, упатена од воскреснатиот Господ, кој вели: ова е мојата заповед, да се љубите еден со друг, како што јас ве возљубив. Никој нема поголема љубов од оваа, да положи некој својата душа за своите пријатели. Возјубени чеда на Македонската православна црква, оваа година прославуваме 80 години од одржувањето на првиот Македонски црковно-народен собор, одржан во Скопје 1945 година, на кој тогашните свештенослужители и народни представници од Слободна Македонија донале одлука со која го најавиле воскреснувањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква. Воедно годинава нашата помесна црква учествува и во сеправославното прославување на големиот јубилеј 1700 години од првиот Вселенски собор, одржан во Никеја во 325 година, а на која црквата ја победи ереста на аријанизмот, успевајќи да го запази учењето за Словото Божјо и следствено за вистинитоста на неговото воплотување. Токму таа божествена вистина пак ни дава можноста за наше благодатно учество во неговата природа и за наше совоскреснување со него. Затоа, драги браќа и сестри, да си посакаме благословението Господово да завладее во секој во нас и во сиот свет. А за тоа потребно е, кога во овие велерадосни денови празнично сите со еден со друг ќе се честитаме, ние од длабочината на нашите срца, и да ја споведаме верата дека Бог ќе ги воскресне и нашите тела
во истата моќ со која го воскресна и нашиот Господ, така и да живееме нашата вера, исповедувајќи го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. Ужаши сја, бојся небода, подвижници основанија земли, себо мртвеце кмјенајцја, овишник живи во гроб, мал страно приемлецја, Его же отроци благословите, священици Господите, люди превозносите во вся веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, разруши се пресвяти храм, пачу же создавляет ся скинiju, Адамово первому втори, и же во вишних живи сниде дажде до адових сокровиште, Его же утроци благословите, священици Господите, люди превозносите во вся веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, престадеш с учеников, Аримафей, же израственует Иосиф, мертв бой нага зря над всеми Бога просите и погребает зови, отроци благословите, священици Господите, люди превозносите во вся веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, чудеснових благости, от неизреченого терпения, волею под землю печатлеца, и же во вишних живи, и яко лестец Бог поклеветается, Его же утроци благословите, священици Господите, люди превозносите во вся веки. Не ридай мене, мати, зряши во гробје, коже во чревје се мене зачала еси сина. Востану и прославлю ся, и вознесу со славою непрестану, яко Бог верою и љубовью тја величајуш ти ја. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, странем Твоем рождестве, болезнь неизбежавши паче естества, ублажихся безначалне сине, нине же Тя, Боже мой, без дихана зряши мертва оружием печали растерзајуся ljudje, но воскресни, яко да возвеличуся. И Господовите ся нам слышанию святаго Евангелия Господа Бога моли. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрость прости услыши святаго Евангелия. Мир всем. От Матея святаго Евангелия чтение. Кога измина саботата на усамнување во првиот ден
седмицата дојдоа Марија Магдалина и другата Марија да го видат гробот. И ете, стана голем потрес, ангел Господов слезе од небото, пристапи, го оттргна каменот од гробната врата и седеше на него. Лицето му беше како молња, а лиштата бели како снег. И стражарите, уплашени од него, трепереа и беа како мртви. Ангелот се заврте кога кон жените им рече: не плашете се, знам дека го барате Исуса, раснатиот. Не овде воскресна, како што беше рекол. Дојдете и видете го местото, каде што лежел Господ. Па отидете побргу и кажете им на учениците негови дека он воскресна од мртвите. И ете, ќе отиде во Галилеја, порано од вас, таму ќе го видите. Ете, ви кажав. И откако излегоа на брзина од гробот, тие со страв и голема радост отрчаа да им соопштат на учениците негови. Кога одеа да им јават на неговите ученици, ете, Исус ги сретна и рече: радувајте се. И животворяще Троице, всегда, ниње и присно, и во веки веков. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе из мертвых, смерти устен обран. Иисус живо гробе, живот дарован. Христос воскресе од мртвите, со смртта смртна победи, и на оние во гробовите живот им даде. Христос воскресе. Да воскресне Бог и расточат се врази Его и да бежат од лица Его ненавидящи Его.